Секоја жена и девојка најмалку што сака е да има целулит на своето тело. Сите сакаме да изгледаме убаво, затегнато, секако во секој дел од годината, значи дали е тоа лето или зимо, меѓутоа овој пат ќе направиме еден прекрасен ритуал каде што ќе покажеме припрема како би требало да изгледа едно фантастично тело кое што ќе биде регенерирано, ревитализирано и хидрирано, но секако ќе работиме третман каде што ќе го разбиваме целулитот. Третманот го започнуваме со специјалниот пилинг, кој што ќе ни биде како прва постапка за овој прекрасен ритуал против целулит. Третманот го започнуваме со тоа што на телото нанесуваме специјален пилинг, го распоредуваме нежно со кружни движења, масираме и потоа вишокот од перлите кои што се од јојоба, доколку остане нешто, го отстрануваме со луфа. Го започнуваме третманот. Бидејќи направивме апликација, почнуваме со масажа. Како следна постапка е внесување на специјална ампула, која што е ампула, а се внесува во подкожното ткиво и има функција на дробење на целулитот доколку добро, со убави постапки се внесе, значи со кружни движења и добро измасирано да биде, значи да биде внесено секако што треба за да може да си ја заврши функцијата. Одиме со отварање на едно од ампулите, кои што се специјални. Еве како изгледаат. Че ампулата лесно се отвара, че немаме потреба да кршиме како кај други ампули и полека нежно ја аплицираме. Нанесуваме на дланката и одиме со нежни кружни движења. Најбитно е на критичните делови, но секако ние превентивно одиме и онаму каде што нема многу целулит, за да бидеме сигурни дека нема да дозволиме да се создаде на тие места каде што ќе ја нанесеме. Одиме со малку поагресивна масажа. Значи, обраќаме внимание, ампулата да пенетрира на критичните делови, знаеме женското тело каде најмногу таложи целулит, тоа е значи на куковите и на делот под задникот. Тука обраќаме внимание.
И одиме со следната постапка, а тоа е нанесување на специјална крема, која што ќе ја аплицираме повторно на телото од нашата клиентка. Земаме одредено количество, нежно го аплицираме на телото. И одиме со антицелулитна масажа. Ги разбиваме полека горчињата. Ампулата ја завршува својата функција, може да се работи и парафанготерапија со топол парафанго, каде што ќе имаме и посебно парафанго нанесување со специјална фолија, каде што го загреваме телото и тоа е одлично и за опуштање на мускулатурата. Терапијата е негдека 10 третмани. Доколку имаме јак целулит, се договараме со клиентката како следува терапијата. Завршивме со постапката за антицелулитниот третман на едната нога, одиме сега со следната иста постапка на другата нога. И можеме да започнеме со масажа. Пилингот секако ни помага да ги отстраниме изумрените клетки, за да имаме добар провод за следните постапки, а тоа е внесувањето на специјалната ампула, која што исто така ќе ја внесеме со масажа, откако претходно ќе очистиме со луфа. Така ќе ги бутнеме оние остатоци од зрнцата и одиме со нанесување на ампулата. Одиме со следната постапка, внесување на специјалната крема. Нежно ја аплицираме кремата и со масажа ја внесуваме во подкожното ткиво. Може. Кремата нежно загрева
добро пенетрира во подкожното ткиво, се добива една блага хиперемија, односно зацрвенување, и тоа е знак дека кремата добро делува. Како протокол, многу интересно би било доколку козметологот може да ја продолжи масажата со специјални школки, со кои што ние можеме уште подлабински, значи да ја внесеме оваа прекрасна крема и да имаме уште подобар ефект. Сега ќе покажеме како ќе оди разбивањето на целулитот со помош на специјалните школки, кои што навистина имаат прекрасен ефект доколку работиме и со нив. Значи, одиме со кружни движења од внатрешната страна, онаму каде што се наталожува целулитот. Може да се регистрира дека добивам зацрвенување. Може да се осети една блага болка, онаму каде што има, али таа е пријатна болка и клиентката знае дека всушност ние го разбиваме целулитот. Користиме најнапред една школка, а потоа одиме и со уште една школка, со која што можеме уште поубави ефекти да имаме, каде што одиме и со подигање на мускулите и разбивање на уште подобро, поготово на тие делови каде што се наталожува целулитот, а знаеме каде. Значи, на сите делови каде што женското тело има. Значи, мускули на кои што, значи, најбрзо се наталожува вишокот на целулит. Значи, тоа е овој дел овде, каде што имаме вретенаски мускули, кои што секогаш се овиткани, значи, со масни наслови, а ние со помош на школките ги обработуваме малку подлабоко. И тоа може да го регистрира камера. Веќе се гледа зацрвенување. Значи, кремата добро работи внатре и секако резултатите се неизбежни. На ваков начин го завршуваме овој прекрасен ритуал.